Фудбалот и кај настанува бизнис, па оние кои се навлезени подлабоко во него веќе действуваат плански и профитерски. Тоа најдобро го забележуваат тие што се инволвирани во фудбалските случувања во регионот и во државата. Фудбалскиот стручњак од Кочани, Тоде Митев, кој знае да процени талент кај фудбалските почетници, има специфично искуство преку работата со млади категории во градскиот фудбалски клуб Осогово. Мора да створиме услови што има другите екипи. Јас сега ќе ви спомнам. Минатата година работнички ни зема 3 деца од Осогово. Сега пред месец дена фудбалскиот клуб Бригалница организираше турнир за 2007 генерација од Кавадарци Тиквеш, од Борец Велес, Бетонит Радовиш, Осогово и две Бригалница Штип и Мал Аекс. Ние убедливо го освоивме првото место и повремено ги гледам тренерите на фудбалски клуб Бригалница пишуваат во своите теми. Осогово број 15, Тиквеш број 8. Турнирот беше само да ги видат најдобрите фудбалерчиња од обкружувањето. И сега никако не можеме да ги спречиме тие деца, затоа што Бригалница нуди многу поволни услови. Само ќе ви спомнам една работа. Младинската школа на Бригалница, тоа се информација од нивниот координатор комуницираме, имат 58.000 евра за младинската школа за годината. Што тоа се 2 годишни буџета за првата екипа на Осогово. Значи, зборот ми е, ние мора да створиме што подобри услови, инфраструктура, реквизити, опрема, водење на турнири. Овие сега што освоија минатата година прво место, ние ги водевме преку таму школата што бе работевме порано, сигурно имат меѓу 12-15 турнири и дури меѓународни турнири. Гостување 3 пати во Бугарија, во Кралјево, Србија и значи тоа е рецепто. Поголемите и помокните клубови подолг период прават стратегија како да дојдат до милионските профити кои ги овозможуваат европските и светските организации во овој спорт. Примерот со бугарскиот Лудогорец кој цела деценија владее со тамошниот фудбал е доказ дека еден бизнисмен од фудбалската игра може да направи голем бизнис. И Белградска Црвена звезда ако го мине плејофот за Лигата на шампиони, годинава ќе инкасира неверојатни 20 милиони евра. Динамо Загреб е стара приказна во фудбалскиот свет. Полека прстите во медот ги брцаат и најдобрите македонски екипи кои засега стигнуваат до милионче. За кочански прилики најдобар е примерот со Иван Манев кој со трансферот во турскиот праволигаш донесе малино значајни пари и на сметката на фудбалскиот клуб Кочани, од каде што потекна како фудбалер. Поради сето тоа, тие што се занимаваат со најважната споредна работа на светот би можеле посериозно да подразмислат.